сега се враќаме на нашите домашни теми. Ова утро ви кажав, полека ви кажав, зато тежок збор е тоа рано наутро, дека имаме двајца таеквондисти. Добро утро им посакувам, очигледно дека станува збор за тренер и неговиот пулен, така? Добро утро до вас, добро утро Слободанка, нешто покуси ракави сме, не следиш временска прогноза очигледно, но после тоа ќе кукаш, ќе биде касно. Мене биде топло. Добро, 10. Јас сум малку подоцна станата, да. Не е малку, цел час многу значи. Да, што значи дека ти го фати тоа студчето од пораните утрински часови. Добра ли си ми понеделнички? Да, не. Да, добра сум, но ќе ми потсетиш некој дека е понеделник, веднаш не благодарам. Ти посакувам убаво Ајде, утро, повелете, после ќе да. се видиме јас и ти уште еднаш, па уште еднаш На и кафенце, така, да. се додека не ни заврши работното време. Но сега јас ќе ги поздравам еве понеделнички и нашите гледачи, ќе ви посакам и од мене добро утро на сите кои што сте во вашите домови и не следите и секако понеделнички добро утро и за нашите гости, искра веќе најави и драго ми е што ќе имаме можност да зборуваме за овој спорт кој веќе зема се поголем замав, така ли е? Да, наистина. Да? Во право сум. Ете така. Давид, добро утро. Добро утро. На училиште во моментов не сме, но во колку часот почнуваат твоите часови? Моите Кога започнува училиштето? во училиштето започна у 7:30, најдоцна, 7:30. Во кој училиште сме? Вера Јоцик, Вера Јоцич. Кој деление? 5 од 2. 5 од 2. Ќе ги поздравиме, без разлика дали некој не И гледа мојата или... наставничка Иванова. секако. Исто и сите другари и друг. Без И поздрави на другарки. наставничките не смееме тоа да го сториме. Да. Така ли е? Големи поздрави до нив и ќе имаме можност сега да поразговараме за тој спорт што ти многу си го сакаш и веќе колку години го тренираме, ќе подсетиме. 5, 6. 5-6 години. Да. Сега, мене ми е многу важно да слушнат и останатите мајки, родители и дечиња кои се на твоја возраст. Дали може да се учи Да. и дали може да се тренира таеквондо и да бидеме на едната страна и на другата страна. Го организираме времето? Да. Ке ми кажеш ли кој ти го организира времето најмногу? Па најмногу некогаш и сам, а некогаш и мама. Исто да ја поздравам мојата мајка, што највеќе си ја сакам. Мајките многу си ги сакаме, нели? Да. Ама и татковците. Да. Баби, дедовци и така натаму. Меѓутоа, мама е таа која што се грижи за тебе. Да. Наша Највеќе. позната пејачка, ќе ја поздравиме, Фани, може да Да, кажеме така. може. Ете, Фани ќе ја поздравиме, која има прекрасен глас. И ти не беше по пеењето? Не. Зошто? Па некако Не не ти ми од- оди. А музичко што имаш оценка? Уште немаме музичко, мислам. Уште немате Имаме музичко? музичко, ама не свириме, не пееме. Да, добро. Ке видиме како ќе се одвиваат работите, малку да си поразговараме, да те опуштиме понеделнички, а потоа ќе си одиш и на часови, така? Давид е прекрасно едно дете, на многу надпревари има освоено многу медали кои што тогаш ги донесовме, ги покажавме, па сега ајде да не се повторуваме. Меѓутоа, ете, каже и самиот 5 години со таеквондото, како што велиме се повеќе интерес има за овој спорт, како што имало интерес исто така и кај вас. Тренер сме, да подсетиме, ајде на кој клуб точно, колку дечиња имаме во моментот. Тренер сум на таеквондо клуб Младост. Така. Моментално бројаме околу 70 дечиња. А две локации 70 во Илинден и во Трубарево. Трубарево е клубот каде што Давид вежба, таму има почната вежба и таму си продолжувам со тренинзите. Моментално пионирската репрезентација, која овој надпревар, ова европско првенство се состоеше само од деца од нашиот клуб, како Давид Петковски, Калина Стефкова, Андреја Ѓоргиевска и Марко Стефков учествувавме на европско првенство во Тирана, каде што за жал не успеавме стигнеме до медал оваа година. Тоа не е важно, важно е да се важно е да натпреварува, се меѓутоа ние не натпреварува и сме да- веќе на оние предпоследни места или Да, не во знам последните што. години депоното е тука на сме негде високо во ниво, првите, во нели? меѓу првите, да. Ете, тоа е многу важно. Надпреварувачкиот дух да се има. Меѓутоа јас би сакала кога сме кај овој спорт, како што кажавме, се повеќе еве да се изразам и така, за да не го повторуваме истиот збор, популарен многу спорт во Македонија со оглед на тоа дека и на олимпијадата исто така успеавме ако ништо друго да ја победиме победиме бретанката. светската шампионка, да. Светската шампионка. Од страна на ќе ми кажеш точно име презиме за да не Да, погрешам. победена од страна на Милена Рилик, Ете, која беше во така, таеквондо да. клуб Тигри. Ете така.
Што исто покажува дека и девојчињата се многу добри во таеквондото. Во мислам дека во Македонија девојчињата се позастапени дури од Позастапени. момците. Да. Зошто е тоа така? Дали знаеме од каде љубовта кон овој спорт? Давид веќе ми каже прво, па после и тренерот. Како се роди љубовта твоја кон овој спорт? Мојата љубов се роди кога прв пат слушнав за таеквондо и мајка ми ме однесе и така ме носеше и Те носеше и ти се собираше медали, се собираше Се медали. залюбив спортот. и се залюбив во спорт. Да, и сега, веќе како што кажавме, нели, 5 години во токму овој вашиот клуб. И она што е многу важно, имаме освоено многу медали. Меѓутоа, Давид, ја зашто ќе посакам? Еве сега се одржа и првенството во саботата. Да, во Тирана, европско првенство. Не освоивме некоја, се не знам каква медала, меѓутоа учествувавме и бевме едни од подобрите така. Тоа воопшто не е важно, сигурно и тренерот Уште ќе многу каже. има пред нас. Уште многу има пред тебе за да освојуваш медали, мора во животот да има малку и падови, за да уште повеќе потоа ти дојде желбата за да освојуваме Тоа е медали. мотивација пред себе. Мотивација е така? Да. Да. Колку часови во текот на денот и како тренираме, кажи ми? Па јас дома тренирам еднаш два пати на ден. Дома сам? Па да. Си ги знаеш вежбите, тренерот кој што ќе ти ги насочи, ќе ти каже. Исто така и на тренинг кога одиме, 2 часа, 2,5 часа понекогаш. Имаме тренинзи што почнуваме од загревање и се до мавање до фокусари, до борби и така натаму. Ке видиме ние, еве, и во моментот гледаме фотографии кои што се од надпревари, како изгледа сето тоа, еве со тренерот моторна како се фотографија од вчера, договарате, од Европското првенство. Ова е сега најновите фотографии, така? Да. Што се одржа поточно да потенцираме и да кажеме на Официјално европско гледачите? првенство се одржа во Така. Тирана. Истото првенство каде што лани ние беше во Белград, каде што зема Давид трето место, Така. кога бевме во вашата Браво, емисија. Давид, да. Ова се 4 деца што учествуваат нашиот куп на европското првенство, што ги спомнав претходно. Така. Како се Ова одржа исто ова? во Дали Тирана. се беше онака како што вие најверојатно очекувавте, без разлика, можеби очекувавме и медала, меѓутоа, еве, воопшто за вашиот клуб? За нашиот клуб, па видете, очекувавме медала, не ја постигнавме. Нареден пат ќе се спремиме подобро и тоа е тоа. Секако Сега бидејќи верувам. они се деца. Да, верувам дека Да. ќе биде така. Тие се уште како што кажавме дечиња. Не е Меѓутоа битно, јас како што кажав и некогаш ако не освоиме медала, тоа значи дека ние и понатака ќе бидеме многу помотивирани за да ја освоиме Да, медала. според мене ова се тоа е процес. Они се деца, Да, дечиња, така е. имаат уште многу пред нив. Како не. Важно е дека го сакаат овој спорт, еве како што можеме, еве го нашето македонско знаме, Да, ова е Христијан важно е ја Симоновски. представуваме Македонија во најубаво светло што се однесува за оваа спортска дисциплина. Таеквондото, така Тоа ли сме е? на прв Охрид каде што освоивме трофеј за трето место екипно, мислам. Така? Ова сум јас во Кореја на Генерално собрание за сите федерации и Кога председатели. бевме во Кореја? Во Кореја бевме на крајот на септември, на почетокот на септември, извинете, на светско јуниорско првенство со Христијан Симоновски од нашиот клуб. Добре. И останати 3 деца од таеквондо клуб Буто. Аха. И Како репрезентација. како поминавме? Ајде малку да раскажеме за Кореја. За жал, сега дали поради временските разлики, поради немањето време за климатизација, Христијан Симоновски Тешко беше? се разболи. И Аха. поради тоа, он даде се од себе, направи добра борба, изгуби Верувам. 2-1 во рунди од Порто Рико, но не успеавме да победиме и да одиме понатаму. Меѓутоа важно е дека светот не знае. Знае дека Да. во Македонија има многу клубови таеквондо, каде што има и дечиња кои што освојувале награди и токму затоа и од таа причина сте биле во Кореја. Да, тоа е Како заслужено. искуството, еве како земја малку и друга тема да Како ни земја, да. луѓето ми се допадна премногу. Аха. Што Многу е она се- што најмногу еве вака ви остави Па впечаток? тоа што се многу хумани, немаше човек што не ни помогна. Браво. Луѓето на прост пример, баравме такси. Во една пекара еден човек да ни повика такси. Така. Човекот ти остави работата, ги соблече ракавиците, месеше леп, искочи со нас, ни повика такси, чекаше со нас 10 минути. Браво. Дое таксито, ни отвори врата, Така. повелете Толку и сте остави својата работа за нас. гостопримливи, да. И Ве тоа беше еден прашали од случај, каде имаше сте уште и многу случаи, слично? да. Аха. Кога се воземе во трамваите, на пример, имаше бидејќи например, или во метростаницата беше преголема и За нас е сите знаци беа на доживување, корејски, нели? немаше ништо на англиски. Аха. И не знаевме како, што, каде да одиме. Сите луѓе, буквално сите, немаше човек што не одби, дури да не знаеа. Аха. Они пробуваа, прошуваа други луѓе и така натаму. Само за да ни ни помогнат. да.
Што значи дека прекрасна земја, со Прекрасна прекрасен народ. Се враќаме со убави Со впечатоци многу. од таму, да. Ајде малку ќе поразговараме и ќе опфатиме за сето она што го изреализиравме со оглед на тоа дека времето толку многу брзо ни поминува, па еве го ноември, веќе сме во средината Да, на годината ноември, ни помина. останува уште само декември. Што изреализиравме во текот на оваа година и што е она најзначајно што ќе го извоиме за вашиот клуб и за Фака, во таеквондото? текот на оваа година надпревари учествувавме на многу надпревари и со Давид и со поголемите дечки од кај нас. Летово ја заедно со студио Марбл, Марија Андева, организиравме летен бесплатен камп за сите дечиња во Насово Трубарево и во Насово Илинден. Дали за прв Мислам пат дека или имаше слики предходно. има и предходно? И предходно, да. И Така. лани организиравме, но само во Илинден. Оваа година на двете локации негде околу 200 дечиња учествуваа. Одлично. Тука ни помогнаше спонзори компанијата Насовски и Бренд Маркет. За да го изреализирате овој летен камп. Да, во главно дечињата имаа секојдневни активности од моја страна теквондо, од страна на Марија студио Марбал модерен танц, игра песница, се забавува и така натаму. Тоа е одлично исто Тоа е за одлично, да. И например дечињата, секоја така. сабота имавме различна работилница. Мислам дека сликите помина, не знам дали ги забележавме. Да, имаше фотографии им да. се на... Да, Например, меѓутоа една може сабота да ги имавме погледнеме повторно. велосипедска работилница со МТБ Илинден. Секоја сабота имавме различна работилница. Дечињата немаат Целта врска и беше- допирна точка со технологијата, телефони, Да, таблети и целта така беше да се натаму. доцира децата Аха. за нешто што не се досега доцирани. Да пробуваат повеќе спортови, не само теквондо Така. и балет, модерен танц, како беше организацијата на кампот, туку имавме и ракометен клуб кој се кучи РК Илинден и други спортски клубови, други спортови кои се кучија во целиот настан, кои помогнаа децата да пробаат повеќе спортови и на крај да се одберат што сакаат они. Целта Давид, беше освен бесплатно. таеквондото, те интересира некој друг спорт? Во моментот Теквондото ми е на прво на место. прво место, добро? Така, фудбалот. Сите го сакаат, не знам зашто. Како да го слушам и мојот син дома, истото прашање го поставува, зошто сите го сакале фудбалот, за не мора само фудбал да се сака, па може би сте едни од попаметните вака дечињата. Ама теквондо е нешто друго. Добро, да, сега секој си знае за себе, нели? Меѓутоа, ете, фудбалот зема некој замав, па тука има фудбалери познати, па многу пари се вртат и така натаму. Може би верувај дека заради тоа најмногу, па си имаат сон дека еден ден ќе станат фудбалери со многу пари, но пред се многу здравиот дух, менталното здравје, кое што многу помага сигурно спортувањето и во учењето, си имаш своја дисциплина, така ли? Кога отсуствуваме од училиште, наставниците имаат разбирање, класната раководителка разбирање, учителката си пето оделение, како беше, јас се бунам се уште, да. Една, разбирање за тоа дека треба да си одиш на надпревари и така натака. Дозволуваат, нели? Да. Кој предмет е најомилен, кажи ми? Најоменен сега физичко. На вистина. Нормално. Што е нормално, да. Македонски. Македонски Исто така, јазик. Математика. Математика Така, ни да. оди? Да, да. Тоа е одлично. Доволно ти се овие предмети. Јазик учиме? Па, за сега англиски. Англиски ни оди добра. Да. Со оглед на тоа дека кога одиш на надпревари, Ке убаво мора, е да, да се, ако нели? не знам. Ке мора да се учи некој јазик за да Знаем се добре. разбереме, да. Но скромно ни е. Така, сонце убаво. Но тоа е до воспитувањето од дома, до воспитувањето од мама. Ајде уште овие неколку минути ќе ги искористиме за тоа што кажавме дека како ја во текот на годината, нели, како оние позначени настани кои што си ги Да, во иднина имаме изреализиравте. уште. Ќе ги Но кажеме имаме сега. да уште. Сега тие да ги кажеме. Вака. Наредниот викенд организираме Теквондо Куп Младост. Мојот клуб организира меѓународен надпревар Илинден Опен, во нас во Илинден. Каде што досега се прави на 350 надпреварувачи од Србија, Албанија и Македонија. Ги покарам сите љубители на спортот да поминат во спортска сала Гоце Делчев во недела. Во Гоце Делчев, Да, значи во недела. во спортска сала, да го видат овој спорт ако не го виделе до сега, Така. во живо, бидејќи многу поинаку искуството во живо, отколку на кога гледаме борби Мене на знаеш што ме видео. интересира? Ме интересира оној дел околу организацијата, кои се треба да учествува, па како се покануваат, па каде ги сместуваат и така натаму, со оглед на тоа дека таквите капацитети се многу потребни за во тој момент. тоа е И сето тоа малку- да се изреализира, нели? Тоа е малку проблем, но не е
тоа е веќе се е средено за надпреварот. Значи се е подготвено, кој се ќе учествува? Од Македонија сите клубови кои се членки на Сите клубови, федерацијата, така. ќе учествуваат неколку клуба од Србија, неколку клуба од Албанија. Во Македонија, освен во Скопје, во кои други градови вака е позастапено Во Охрид и таеквондото? моментално ново е во Штип отвори. Популарно, да кажам, и колку и повеќе членови да брои? Во главно во Скопје Значи, се во повеќето Скопје, во клубови главно. и сега отворија во Штип клуб. Во Штип. Односно карате клуб Штип преиде во Така. таеквондо. И има заинтересираност Има, да. и во овој град, Бидејќи така? таеквондо е мислам дека најактуелен спорт, моментално и водечки спорт. Ајде сега да пообјасниме зошто е тоа така, уште за крај и зошто треба така дечињата е да го пред се. сакаат овој спорт, а не толку многу фудбалот. Во главно пред се поради успесите на Олимпијада, Добро. а инаку децата го сакаат овој спорт бидејќи пред се премногу добро развија нивната моторика, родителите тоа го следуваат и се повеќе деца се запишуваат на таеквондо. Го збуди во нив ги оформува како Адреналин. личности. Да. Да, ги Надпреварувачки оформува дух. како личности Аха. во иднина. Во што најмногу се оформува како личност? Што допринесува таеквондото за тоа? Еве Па, за сите оние кои што сакаат да Највеќе бидат допринесува утре тоа дел што, од например, овој клуб еве ваш. Давид конкретно сега, Аха. вчера ситуација беше на напревар, така. Таму они поминуваат низ паника, низ трема, низ страв, тоа е нормална работа и се Го тоа ги чувствуваат. формува во иднина да бидат квалитетни луѓе. Така. Дали е така, Давид? Така. Имаш запознаено пријателчиња вака понад превари, си комуницираш Да, со нив, си се дружите? Имам другари од Србија, од Бугарија. Така? И сте си на социјалните Да, мрежи, си се дружите, си Па не на социјалните, Туку кога ќе се како? видиме, знаеме да Аха. позборуваме така малку. Така. и да си размените искуства. Така? Ќе освојуваме медали понатака? Многу. Да, тоа ни е целта, нели? Посакувам многу големи успеси, како на тебе, така на твојот тренер, на сите дечиња кои што се во вашиот клуб. Ја кажавме, бројката е околу 70-та Само Аха. да то кажам нешто, само да го изведам ново европско исто така како што беше пионирско, беше и кадетско. Аха. Би го извел успехот на Теодор Стојановски од Таеквондо клуб Секако. Бутел, бидејќи он Честитки. стана вице шампион со 4 победени борби. Мислам дека оваа недела ќе ни биде во знак на таеквондото, па ќе го очекуваме и него Да, би требало. во текот на деновите. Да, тоа е поддршка едни на други, нели? Да, тоа е да се најбитната бодриме и да бидеме успешни, да освојуваме медали и да не знаат светот дека и ние со таеквондото тука и како може да се справиме и да бидеме едни од најдобрите. Посакувам секое добро, па благодарам Ова е многу што многу на одвоивте поканата. во понеделник, вака понеделнички време, да ни бидете дел од нашата утринска програма и да ги мотивираме и останатите дечиња кои што сакаат да тренираат таеквондо, да се запишат и во вашиот клуб, зошто да не. Благодарам многу. Фала ви многу.